Само во интерес на јавноста би сакал да кажам дека најпрво дека самиот наслов на законот е своевиден еуфемизам, вика тоа е закон за игрите на среќа. Во суштина искористен е ваков еуфемизам за да се оправда експлоатацијата, комерцијализацијата на овој порок, кој што навистина има разорни социјални последици во нашето општество. Колку за илустрација, обртот во минатата година во овие објекти за коцкање бил блиску 3 милиарди евра, што навистина е фрапантна бројка. Како што каже и мојот партиски другар Амар Мециновиќ, нема да гласаме против овој закон, но должни сме да апелираме кон нешто што предлагачот, владата, министерството на овој закон го нема земено во обзир, а ние преку амандмани се обидовме да укажеме на истото. Прво мора да видиме јасни дека целосно младите не се заштитуваат, затоа што ќе биде дозволено рекламирање по спортските терени. Она фамозна дистанца која што ние сметаме дека е премногу мала, на оддалеченост од 500 метри, за да биде појасно за јавноста, таа не важи како радиус во воздушна линија, туку измислен некој термин кој што вели побезбеден пат за да се стигне до тој објект, и тоа со некакви си подзаконски акти ќе биде уредено преку правилници на катастарот или не знам како, што значи дека во реалноста, во примената на овој закон ќе има многу простор за големо влијание за овие 500 метри во суштина и на крај да не испаднат да се 500 метри. И тоа е едната опасност. Најголемата опасност, според мене, е таа што со овој закон не се предвидени максимален број на вакви објекти за коцкање во едно населено место според бројот на жители. Во ваков случај, вие ако ја испочитувате дистанцата од 500 метри, ќе видите дека во главниот град особено, но и во другите градови во низ Македонија, во главниот град остануваат едни зони кај што ќе биде дозволено приредувањето на игри на среќа, кои што таквите зони носат ризик со едно вакво решение да се претворат во панагјори на коцкањето, затоа што сите фирми ќе посегнат да отворат казина токму таму, а ние знаеме колку се мокни тие фирми и немаат проблем да си ги платат кириите во тие практично за нив слободни зони, и ние ќе имаме одредени зони во главниот град кои што ќе бидат преплавени со вакви објекти, за жал. Исто така, многу е симптоматично што не се ограничи работното време на овие објекти. Тие и понатаму ќе можат да работат 24/7, 365 дена во годината. Имавме предлог, амандман, лично јас, барем да го ограничиме да не работат за државни и за верски празници, но за жал не беше прифатено и тоа. И сега би се навлатил на тврдењето на министерот. Јас навистина би сакал да биде тука министерката за финансии, а не заменик министерот. Он беше и на амандманската расправа. Она носи многу поголема одговорност како предлагач на овој закон. Министерството цело време тврди дека ваквите решенија, значи признава дека има голем проблем во Македонија, има социјална хаварија со перпетуирање и развивање на овој порок, но никаде ние не можеме да најдеме како ние после година дена од сега ќе излеземе и ќе кажеме да, навистина ова решение го намали проблемот, ги намали негативните социјални последици кои што коцкањето ги носи. Веројатно
тука треба да има една соработка со Министерството за труд и социјала, односно веќе не е за труд, Министерство за социјална политика, кое што знаеме дека практично го нема тоа министерство. Тоа министерство нема никакви базни податоци, намерливи критериуми, намерливи индикатори. Прво, кои се последиците? Разбирате, например, семејно насилство, колку имаме на случаи на семејно насилство предизвикано како последица од завис од коцкање, колку имаме направени кражби како од луѓе кои што имале проблеми со коцкањето, колку имаме зависници коцкари. Значи, ние немаме никакви податоци кои што после година дена ќе се вратиме во овој парламент и ќе кажеме да, ова решение имаше позитивни ефекти согласно вие индикатори. Гледаме дека семејното насилство како последица на коцкањето се намалува, гледаме дека кражбите се намалуваат, можеме да видиме дека малолетниците, коцкањето на малолетниците се намалува, се во помал број се коцкаат и така натаму. Но ние немаме никаков приложен индикатор според што ние во иднина ќе кажеме дека навистина решението на владата кој што го нуди ќе донесе позитивни последици. Јас искрено мислам дека нема да донесе, напротив ќе ја влоши ситуацијата, се плашам од тоа, но повторно, немајки вакви индикатори, ние ќе се нагаѓаме после година дена со министерот, доколку се уште остане на таа позиција, он ќе тврди дека биле постигнати позитивни ефекти, во суштина само ќе се издува јавниот притисок, кој што очигледно јавноста е категорично против ваквата индустрија, дури голем процентот на луѓето кои што се залагаат за целосна забрана. И уште нешто симптоматично што морам да спомнам, министре, вие и го прифативте колку што се сеќавам тој амандман, практично владеачкото мнозинство приложи амандман со кој хотелите кои што приредуваат игри на среќа, без разлика што тоа што не се оддалечени 500 метри од училишта, ќе можат да приредуваат игри на среќа. Во првичното решение вие ги имавте вклучено во хотелите, со тој амандман ги исклучивте и од ова мизерно ограничување кој што го имаат. И искрено не можам да сватам зошто тоа го направивте. Сега имаме па и друг ризик да никнуваат хотели до сите училишта. Така заради тоа што вие со амандман го, дури и онаа рестрикција мала која што беше предложена од Министерството, вие преку амандманско интервенирање дадовте слобода да можат хотелите, без разлика со тоа што се на 5 метри од училиштата, на 10, на 20, на 100, да можат да приредуваат игри на среќа. За жал. Мислам дека ќе се навратиме после година дена на истиот проблем во Република Македонија и тогаш, освен од вас, јас како пратеник ќе барам одговорност и од Министерството за труд и социјална политика, затоа што конечно треба да се одважи и да ни даде индикатори преку кои што ќе можеме во иднина да ги видиме и да ги детектираме социјалните хавари од комерцијалното регулирање на овој порок. Благодарам.